во однос на мојата изјава, ако не се лажам, на топ тема на Телма беше, точно е дека јас дадов една изјава дека во Чичино село условите не се најдобри и дека бездомните семејства не се чувствуваат безбедни, меѓутоа не прецизирав дека тој дел од изјавата се однесуваше за периодот 2009 и 2010 година, каде што во тој период Амбрела откри многу случувања тамо, па дури заедно со мисијата на ОПСЕ откривме злоупотребување на малолетно лице, за жал ромка, 15 годишна, некаде во Тетовските села. И заедно со акцијата на МВР, ние како граѓански сектор и мисијата на ОПСЕ, девојчето беше пронајдено. Сакам, за да не дојде до недоразбирање, да кажам дека ова се случуваше во периодот 2009-10 година и токму тогаш сите тие семејства, беа негде околу 30-тина, 2009 и 2010 година беа сите дислоцирани во детското одморалиште во Љубанци. Но, денес, можеби, условите се подобрени и безбедноста е подобрена. Денес е сосема поинаку. Меѓутоа, тоа останува времето да покаже. Дали до сега некој одговарал, дали некој поднел одговорност или сите крева каменици се тргаат страна? За жал и тогаш, а и сега во моментот ситуацијата е таква каква што е. За жал, се уште до ден денес, како што напоменавте 2009-2010 година, се уште никој не е фатен или некој кој злоупотребувал трговија со деца, одговара и е кривично обвинет. И тогаш и сега. Меѓутоа, јас се надевам дека денес навистина надлежните институции, преди се Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, па и јавниот обвинител, сериозно ќе се зафатат со овој проблем и навистина потребно е сите тие кои сториле одредени, ајде да кажеме, кои не биле одговорни, не само да се повикаат на одговорност, него и кривично да одговараат. Било кој да е тоа. Јас го повикувам Министерството за труд и социјална политика сериозно да размислува во однос на трансформација на одредени јавни институции, како што се 25 мај, како ранка, да се направат одредени реформи, бидејќи навистина тие се потребни. Ако ние се вратиме години наназад, значи, овој дел на системот, каде што се однесува за грижа и одговорност кон децата, е целосно распаднат. Имам впечаток дека ние сега треба повторно да почнеме од нула, но никогаш не е доцна да се почне, а се со цел на вистина децата да бидат безбедни, изгрижени, особено кога се работи за државни институции.